Како советници, заедно со граѓаните ќе направиме се за што поскоро да има референдум на кој ќе биде распишан и одржан во согласност членот 75 од статутот на општината. Информацијата која беше пласирана преку медиумите дека Советот едногласно одлучил дека се оградува од распишување на референдум е целосна конструкција. Вистината е дека една од точките на дневен ред беше барањето на граѓанското здружение Здрава котлина, кое се состоеше од две подточки. Првата подточка беше запознавање на советниците околу последиците од отварањето на рудникот Иловица, додека втората беше договор околу распишување на референдум за стопирање на рудникот Иловица. Од страна на председателката на Советот, како и од правните служби, беше констатирано дека така формулираното барање од страна на граѓанското здружение Здрава котлина е без правна основа, односно дека правнички не е издржано. За доставеното барање да има полн легитимитет, мора да соберат 20% подписи од гласачкото тело во нашата општина. Исто така, има и поголеми пропусти од страна на председателката на Советот Совче Поповска Георгиева. Имено, според законот, председателот на Советот во рок од 3 дена треба да се произнесе дали барањето е основано или не. Иако тоа не се случило, барањето сепак е ставено на дневен ред на Советот. Затоа ја повикуваме и председателката на Советот, односно да го разгледа барањето, истото правнички да се коригира и да биде ставено на дневен ред на наредната седница.